Големите температурни разлики во ризик ги ставаат приносите од јачменот и пченицата, но и од овошките чија вегетација лесно може да тргне, а потоа да биде покосена од минусните температури. Па има ризики за пченицата од инсекти, од мразо, од се менува, значи секоја менување на климата, значи е штетно за растенијето, за житните култури, за јачменот, за пченицата. Од друга страна, потенцијален ризик за овошките би имало доколку температурните разлики се случат во април. Минусните температури сега не се ништо ризик за овошките, а највеќе ризик е во април, дори можно и во мај, ако има повеќе од минус 3 степени, тогаш измрзнуваат. Доколку опасноста се појави, како производителите да ги заштитат овошките? За растенијата од студ, за некои растенија може да изразат многу ниски температури, но постојат и растенија кои не издржуваат ниски температури. Со тие растенија може да се користат различни материјали за да ги заштитиме од мраз и ниски температури, како што се прекривки, зимни кебиња и пластични тунели или слама додека за солништа за чувствителни растенија. Исто така тие можат да се пренесат во места во потопли места како што се пластеници.